Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во петочното издание на Гласот на народот. Рековме во поширок формат сме од 90 минути, во кој ви ветувам дека ќе задржам вашето внимание и покри тоа што на друга фреквенција оди исто така во програма се не правам најава за тоа, ли сепак сум патриот и душата и сакам да победи нашата репрезентација и тоа со една силна фудбалска репрезентација, али секојаш Македонија знае да биде победник, особено дома кога е. И затоа сакам секојаш тоа македонството, македонштината да ја имате преди се во срцето и душата, бидејќи без тоа, верувајте ми, никој ништо не сте, ни јас и кој да е. Без тоа, ние сме и така обезличени од човекот кој се дрзна тоа да го направи. Имаме некои минути за таквата природа која разговара со повеќе мои пријатели и антрополози, и психолози, и неуропсихијатри, дали има таков пример на велепредавство од човек со некој проблем ментален. И вели дека од човештвото, во историјата на човештвото, како примерот на Зоран Заев нема. Значи, тоа е општо ваша констатација, јас се ја поддржувам и навистина чест ми е да ја пренесам. Започна второто полувремје на локалните избори, кои, да бидам искрен, има своји удбашки елементи. Удбашки елементи кои ќе речам тоа, знаете како викаше една позната, двајца со душа, трет без душа, ќе отиде гушата. Тоа на вадење, зборче, од секакви реченици и да се конструира некаква порака која не носи ништо, само носи пораз. За да победиш, треба да бидеш чист, чесен и честит. Ако го немате тоа, верувајте ми, чуму ви е ова трка, тргнете се. Особено, кога знаете дека сте валкани толку и се многу цапнате таков, сленг ќе употребам, лапоко во живата калво, која вие самите ја создадовте, верувајте, не знам како ќе поминете. Немам навивачки тон, имам чисто македонски тон. А тоа е дека Македонија нема можност и простор повеќе да калкулира. Ајде, Ивана, те молам со првиот прилог. Затоа кога некој калкулирале железни опинци ќе облечам. Затоа кога некој калкулирале железни опинци ќе облечам. Тоа е судбината, но истиот тој рече дека ќе облече железни опинци. Еве, мојот уредник на порталот, кој навистина ја пишував една колумна, еве, господин Заев, ви ги подаруваме железните опинци. Благодарам. Секоја чест, тој е национален фолклор и убавина, меѓутоа, самиот збор на железни покажува докаде е менталната матрица. Тоа е мојот воведен збор и јас ќе ја поздравам мојата екипа, Кристина Томич, мојот продуцент, Ивана Алексовска, главна реализаторка, и еден джингл во двојка, што би рекол, и се врати. Клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, рековме дека овие емисии тематски решив да ги посветам на локалните избори кои се
едно од најважните суштинска важност за Македонија, имајќи факт дека Македонија треба да се гради и покрај тоа што рековме дека во 7 години изминати беа украдени 32 милиарди буџетски средства. Морам уште 2 минути пред да ги представам моите соговорница, потоа ќе бидам само нивни домаќин. 32 милиарди буџетски средства се украдени во времето на СДСМ и ДУИ. Поделив со 2 милиона жители, или толку не сме, 16.000 евра по човек. 4 души сте, 56.000. Па едно станче ќе земавте, бе, луѓе мои. И да не одам фактор колку иде таму, има нека се живи здрави по 10 члена во семејствата, тоа е човекот кој не знал да калкулира за народот, калкулација да направи, меѓутоа таква судбина имаме. Но да не должам, со оглед дека стигне на важна информација од ОБСЕ, Организацијата за безбедност и соработка, а тоа е дека ОБСЕ ја разоткри маската на ДУИ за милитаризам. Ова е интересно, почитувани, што ОБСЕ ја зема мерката, ја верувам дека американците за скоро исто ќе ги запишат на нивниот тефтер. Темата е етничка поларизација, локални избори и црни сценарија. Со нас во студиото е Маријан Ѓорчев, амбасадор. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро дојдов. Благодарам, Мушенашка. И Александар Истовски, политички аналитичар. Добро вечер. Немам што да кажам, прекрасни соговорници кои ќе го задржат, реков, 100% вашето внимание. Имајќи факт, тоа нека биде првото прашање, господо. Тоа е и наслов на мојот текст, го објавив денеска во портал Охрид. Од милитаризам до паника, ОБСЕ ја разоткри маската на ДУИ, а Заев и Филипче го допираат дното на безидејноста. Може ли со вас? Ќе му дозволиме прво, господа? Секако. Поверете. Оно што ОБСЕ ја констатира сега е познато на граѓаните на нашата македонска држава уште од далечната 2001 година, веќе изминати без малку 25 години, кога појавата уште во октомври месец 2000 година по констатација на македонските воени разузнавачи на позициите на Тонушевци, Малина, Мало и Брест на Скопска Црна Гора беа луѓе кои што во тој момент беа нелегитимно вооружени формации, луѓе кои што пишуваа комуникеа од Швајцарија, луѓе во кои што беа вклучени и одредени специјални единици на косовските кобри, обучени во Кукс и Тропоја неколку години пред тоа, 97-98 година, и кои учествуваа во она што се вели операцијата за Косово, преку, знаете која формација беше таму, УЧК формацијата, во Македонија тоа се прелеа како служител на национална армија. Но факт е дека генералниот секретар на НАТО, Робертсон, кога почна првите вооружени престрелки, заради наша македонска вина, ние не реагиравме, не упативме писмо до Советот за безбедност и до Обединените нации, како институции, јас бев тогаш во влада, и да кажеме дека грубо се нарушува територијалниот интегритет на Република Македонија со влегување на вооружени формации кои што се нелегитимни, кои што во основа се терористичка организација. Тогаш Робертсон исто така ги нарече тие појави на беа околу 70-75 борци, од кои што во најголем дел велам беа учесници во тие, мислам, формации беа припадници на косовските кобри. Имаше и луѓе пензионирани, да речеме, војници од други држави, но факт е дека тоа беше корпусот, главната елита на борците. И Робертсон точно ги именува како што треба да се именува, тие беа терористи, и тоа траеше 2 месеци. Заради наша вина, несогласност на нашиот претседател и премиер, кои што беа во еден, би рекол така наречен со боксерски жаргон клинч, ние не можевме да работиме нормално. Председателот си имаше своја логика на действување, премиерот, ние во владата имавме наша логика на действување. И заради таквата наша неорганизираност, тие почнаа да се спуштаат по падините на Скопска Црна Гора и навлегува во селата како Лојане и ред други комановски села,
Слупчане, потоа во дел на кај Рачиново и едноставно таа веќе после 2 месеци нивна појава на македонската територија беше претворена со доаѓањето на Кристијан Анпур од CNN, таа беше претворена во и беа наименувани медиумски преку CNN како бунтовници. Rebellions. И така се случи, таа се заврте плочата, ние останавме на таа страна која што губи. Тие почна да говорат дека со воени средства се борат за човекови прави и граѓански слободи, но јас и не знам, пред некое време говорев на една емисија, на ТВ емисија, кој што отворено кажував, затоа што долги години бев од партијата од ВМРО-ДПМН, на некој начин еден од тие луѓе кои што ја градеше пирамидата на односите со двете албански партии, би рекол македонски партии, тоа се македонски партии, чии што членови се дел од на албанското малцинство во Македонија. Тоа беа двата лидери, Абдураман Алити и Арбен Джафери. И ние изградивме од 1994 година посебно со ДПА еден однос во кој што ги проектиравме основните правци на развојот на соживотот, како што го проектираше тогашниот председател Глигоров. Ние бевме долго години опозиција, но со ДПА градевме на заеднички став како треба да изгледа македонското граѓанско општество, во кој што се знае како се поставени работите, кој е носител на суверенитетот, кој е субстрат на државата, македонската нација и другите делови етнички малцинства кои што живеат на територијата на Македонија. Но под теркот кој што требаше да биде граѓански и тоа се одвиваше многу добро, ние проектиравме, јас кога дадеме податок, ние на некој начин нашиот совет кој што беше дел заедно со ДПА во Гостивар, уште тогаш укажавме дека истекнувањето на знамето кога Руфи Османи беше затворен, дека тоа е еден чин кој што требаше порано да се реши, употребата на символите, употребата на јазикот, под теркот на Италија или Италија во Тирол, тој дел кај што се австриците во Тирол, тој дел Словенија кај што е према Копар, Изола, кај што живеат италијаните. Уште тогаш ние ги имавме пасошите италијански и словенечки, како го решавале прашањето со италијанското малцинство во Словенија и прашањето на австриското малцинство во Австрија. Така што ние имавме веќе кога дојдовме на власт 98 година во концепт како да го градиме тој однос и веќе беа во подготовка едно чудо закони во сите области кои што требаше да ги инкорпорираат албанците како со таа нова формулација дел од народ, како што имаме многу така често во нашиот македонски јазик некои реченици кои што се надвор од меѓународното право, но тоа го употребуваа нашите професори од правен факултет. Но во секој случај со нив градевме една таква корелација во смисол на градење заедништво, соживот, доверба. И јас мислам дека тогаш тоа ниво кој што го постигнавме ние со ДПА, тие луѓе што беа тогаш во владата, во директори, сега се врховни суди, како Джемал Сити, беше министер за околна самоуправа, извонреден правник, или Бесник Ветај, најдобар професор по економетрија во Македонија и пошироко на Балканот. Да не Фатмир Етеми, еден виден бизнисмен, Джевдет на Суфи, можем да ги набројам Ракиб Дочи потоа во локалната самоуправа, луѓе кои што ја градеа Македонија заедно. И токму затоа го говорам ова, тоа беа албанците во Македонија кои што направи еден пресврт во нашата заедничка држава, да градиме како што треба, не обзирајќи се на тоа што околу нас се Албанија, Србија, Бугарија, Грција, и бевме многу блиску, знаете, во разговорите со Симитис, јас сум учествувал во тие разговори да го решиме и прашањето за името без чепкање во уставот, она како што го решава Глигоров и Мицотакис, како што претходно цела македонска политичка гарнитура го решаваше. Да нема тоа што го има Грција, тоа по тој терк се тргна, тоа е идејата, нели Грција игра како Republic of Greece, само на дресот им пише Хелас. Значи тоа е тоа, значи ние сме македонци, ние си имаме наша Република Македонија, но за тоа таму кај што ви стои тоа, сум настапувал многу пати во Брисел, во Вашингтон, ви стои тоа ливчето кај што ќе ви пише тоа што требаше да се договориме. Никаква промена во уставот, никакво чепкање во она што представува национален идентитет на македонецот, јазикот и слично. И тогаш сета таа што се случи несреќа врз Македонија како еден градобитен облак кој што падна, беше предизвикано од терористичка организација. А политичкото крило, нивниот Шин Фейн, ирскиот Шин Фейн во Македонија, беше Џери Адамс, беше Али Ахмети. Меѓутоа, давањето еден таков ареол
на ореол на Не постои суд. да, на Али Ахмети, дека тој е тој кој што постигнал се за албанците, запоставувајќи ги сите оние заложби. Ја да ви кажам, јас сум бил во Софија амбасадор, ама најпопуларен амбасадор на Македонија е Абдурахман Алити. Апсолутно. Кој се бореше за македонските национални? Значи сите во Ому и Линден Пирин го Дека е презадоволен од Абдурахман Алити. Сега да ви кажам, тоа е таа дискрепанца, значи тој зацкриен вел дека тие се борци за човекови прави и граждански слободи, човекови права не се постигнуваат со воени орадија, не се постигнуваат со млади момчиња кои што гинат, и македонци, и албанци, и турци, и сите тие кои што учествуваат во таа нестречна внатрешна војна. И затоа велам дека тоа не може да биде едноставно опсет, и тогаш го препознат, тие ги има следено, ние упатувавме апели до опсет, тие беа присутни на конференцијата во Охрид, дивни представници идеа заедно со Леотари и Пердију. Седевме таму, јас бев во тој тричлен состав на нашата партија, Георгиевски, Димовска и јас. И разговаравме многу месеци и половина таму, знаеме што се случуваше и опсе добро знае дека со милитаризам не се постигнува прогрес на човековите права и граждански слободи. Сега само тоа за виделина. Да, господин Ристовски убаво ве даде амбасадорот. Само ако ми дозволите една мала дигресија. Јас со Олбрайт, Медел Олбрайт, 2001 имав едно интервју во фокусот на самата собствениот конфликт, и кога ја прашав за таа формација паравојска, таа рече, ние немаме никаква врска со нив, ние не ги почитуваме, тоа стои во интервјуто, и гласовно и текстуално. Ние имаме работа со умерените политичари, како што спомна амбасадорот. ДП и Да. ПДП. Да. Тоа значи дека во старт, дали оценката што даде ОПСЕ, овие денови, и сведен збор, тоа реков со мој коментари и верувам стојам за таа анализа дека наскоро и во State Department ќе даде таа оценка. Дали значи дека дуи веќе пуштен низ вода? Па во основа, кога ќе дојде нешто, кога ќе го видиме црно на бело како такво, ќе се потврди дека тоа и постои, затоа што веќе цела она поддршка која низ годините ја добива и можноста да покажува, да кажеме, општествена сила, заканувајќи се и сето тоа, веќе полека се губи. Ние забораваме една работа, дека покрај сите глупости кои се направија во времето на ЗАЕФ, СДСМ и ДУИ, една од позитивните придобивки, која тврдам јас, тврди амбасадорот поранешен Ѓорчев и останатите, дека ќе ја добиевме, тоа беше влезот во НАТО, дека без се ова што се направи како отстапка, дека со самиот влез на НАТО не гледа, не третира како дел од територијата или дел од комплексот на држави, каде што безбедноста и сигурноста е на едно друго ниво, за разлика од порано, каде што сме биле територија кон која се претендира, но не биле по таа капа. Сега сме, дури на крајот на краиштата, колку и сакаме да ја плукаме или подценуваме, да кажеме, нашата поранешна вице-премиерка и пратеник долгогодишно, Шекеринска е втор човек во таа организација. И се не ми е верно дека некој ќе си дозволи таму каде што е подпредседателот на тој воен сојуз, да кажеме, да се дозволи внатрешно во таа држава некој да се заканува и да прави глупости. Две паралели ќе повлечам. Првата паралела е она што еве и во денешниот прилог на вестите на друга телевизија го анализиравме околу пораките на премиерот Мицковски, дека е веќе готово и дека мора да се стави ред и поредок во онаа трета власт, но и во обвинителската, која е нели под државата како таква, но и во судската. Зошто? Затоа што ние цели години зборуваме и за здравство, и за образование високо, и најмногу нели за судство и обвинителство, и стално муабетот е ниски плати, немање услови, немање, и прифаќам, во голема мера тоа беше точно. Но, во задниве години нешто и предходно година-две, значи да кажеме од 22-23 и во двете влади, се случија декомпресија на платите во голема мера, и сега вие не можете да кажете, луѓе има во судската власт што ако ја земеме минималната плата, земат 8 минимални плати, 7 минимални плати, или да кажеме 3 или 4 просечни плати. И сега не можеме веќе да зборуваме за ниски плати, ниски издатоци. На крајот на криштата има плати во државата што се на ниво или повисоки од платата и на премиерот и на претседателот на државата. Значи како висина зборува. Значи веќе не се остава простор да се зборува за некакво незадоволство. Сега, кога тие услови ќе бидат исполнети,
Значи, кога натомиш во телевизијата ќе му се даде и личен доход, ама ќе му се даде и средства за работа и ова, секој ќе му се возможи, тогаш веќе нема право на изговори. Кога веќе сите услови, знам последниот коментар од една господја судската власт ми рече, ма немаме доволно соработници. Добро е, ви соработници ќе се обезбедат, така? Ќе се возможи, Стручни соработници. Стручни соработници. Се извинувам, стручни соработници, тоа се луѓе, нели, правници кои помагаат при подготовка Со правосуден испит положено, Добро, мислам дека е тоа решливо, барем правници во Македонија има. Ние немаме математичари и физичари, тоа нема со сигурност, тоа го знам. Немаме некои други струги, али правници имаме, дали просечни, дали добри, за стручни соработници ќе се снајдат. Еве ќе им примеме 100 души. Дали државата ќе одлучи 50, 100 души, 100 души ќе прими, 60 нека бидат во Скопје 1 и Скопје 2 и Кривиче, да кажем. И ќе видиме одма преку ноги резултати. Ама ако нема, тогаш што правиме? Значи, ние низ годините со сите колективни договори, еве јас како човек што професионално е во делот на културата, и апсолутно ја поддржувам цела борба што ја води нашиот синдикат најголеми се, но има една заборавена ставка. Се борат за плати, секоја чест, се борат за права, секоја чест, а мај сега да видиме тие што правиме мал делко се, што не работат, што саботираат, што обструираат, тие се заштитени добар делко бели мечки. Тука е хендикепот. Значи, ние имаме проблем, начин како, пример, во обвинителството или во судството да го одбереме Цобре или да го одбереме Маријан и ќе го одбереме и после не можеме да го смениме. А овој не прави, например, ништо, што реално е проблем. Значи, битна е постапката да се дојде до одредена состојба, битно е човек кој е во судство, во обвинителство, кој одлучува и со тешки случаи и притисоци, каде што има можеби и закани, има можеби и, да кажем, обструкции, сите тие да бидат бандажирани, но истовремено да не се случи тој свесно да го злоупотребува, да ги злоупотребува институциите на системот и да кочи процеси. Од друга страна, апропо ова што го зборуваме со одреден политички субјект кој се преточи од своевидна терористичка организација која беше пред 24-25 години, пак доаѓаме до моментот за обвинителството. Обвинителството има нешто право што се вика процесуирање или гонење по службена должност. Вие во јавниот дискурс, во јавните настапи, во кампањите, па дури во собранието и собранието има ограничување. Вие сте били пратеник, знаете, кога кажат пратениците имаат имунитет. Има кодекс пратенички. И пратенички кодекс, но идеме коментарот за имунитет за вербален деликт, но и вербалниот деликт има ниво до каде оди. Затоа што се поистоветува со судска казна или дело до одреден степен. Вие, ако повикувате на етничка, верска, расна, ако повикувате на војна, ако повикувате со дела што се казнати над 3 години, ако не грешам. Над 3 години затоа, тоа е кривично дело. Така, и ваш имунитетот автоматски не ви важи. Така да, фарса е ние што дозволуваме во јавниот дискурс или пак она игра со јазиците. Некои луѓе забораваат една работа, дека мислат дека ако зборуваат на некој друг јазик, вон овој главниот официјалниот македонски, дека се не се прати, не се следи и не се преведува. Денеска има, нели, дури на Facebook статус кој ја напишеш, доли има, сакаш ли да ти го преведеме. Така да се гледа кои изјави луѓето какви ги дават. И ова не се однесува само на политичките представници на албанскиот политички, севкупно. Значи луѓе кои повикуваат на етничка, верска, расна нетрпелисност, кои се закануваат, кој велат дека требало, како беше она директорка да што не знаеше, татко што ја преведуваше, што викаше дека чизмите ќе ги симнело од таванот, па ќе го земело оружјето, што ќе земеш бе? Веќе обвинителство си имаш луѓе, затоа сум и лют и кивен на незавршуваната работа. Значи што треба? Цобе, Маријан или Алек да поведат пријава, па ние да финансиски средства, нели има институција по допрен глас? Допрен глас, еве ти го има, јавно е во јавниот дискурс, те молам, ти како обвинител, те молам и верувајте ми, знаете тогаш како одредени луѓе ќе се легнат. Пошто видите, низ годиниве, ние имавме најтежок момент што го имаме во општеството. Мене овој адвокат ни го знаеме двајцата, млад човек, киселен во странство, вели најтешко ако реши некој политичка хајка да ти води. Преку судство. Пошто тогаш вика не можеш да се вадиш на закон, затоа што вика законот остарот некој го злоупотребил. Затоа што само решил да те толчи. И тоа не е целта тој да те обвини или да те осуди.
Целта е да ти извади маста, да ти ги исцеди ресурсите и психички да ти изремети здравствено. Значи ќе те влече 2, 3, 5 години по судови, тоа не е мала работа, разбирате? Да. Што се има случувано. Така да, јас апелирам тие луѓе во таа дејност, во обвинителство, да си бидат поголеми професионалци, да следат активно. Во одредени случаи гледаме кога има притисок од јавноста дека тоа и се случува, само не треба јавноста постојано да притиска, на крај краишта треба да си ја сработи да работи. И кога било кој прави злоупотреба на јазик, прави злоупотреба на државни символи, се заканува, повикува на верска, етничка и расна нетрпеливост, прави било што го нарушува општествениот мир, фино лепо ќе го повикат на информативен, ќе му стегнат кривична, па после нека му мисли, нека ангажира адвокати, нека се замара. Не, ајде да видиме дали ќе продолжи. Кој е во право? Верувај, ако ова на 5-10 души им се направи и нема тука вадење дека е некој репресиран. Тука нема репресија. Си направил дело, си има закон, си постапува да видиме дали некој ќе продолжи. Има видеозапис. Да. Само една мала дигресија, ќе го спомнам повторно еминентниот адвокат Димитар Дангов и со љубов ќе го спомнам неколку пати. Тој вели вака, Слободане, правото е врховно. Ако не се почитува правото, тогаш државата не е држава, тоа е темница. Господин амбасадоре, сакам нешто апропо Александар што спомна. Премиерот на државата спомна дека после изборите мора да се случи една промена, една чистка со еден збор. Кој збор да го потребиме, бидејќи видовме какво судство има, какво обвинителство. Дали тоа е стравот, Али Ахмети имајќи факт дека вика стравот лозјето го чува, но дали ќе го чува кога власта, односно судството ќе биде како што треба? Реформа е најавена уште пред неколку месеци во делот на Министерството за правда. Има изготвено и одредени проекти на законите кои што треба да дојдат на прво читање во собранието, нашето собрание, да се разгледат во комисијата за таа цел за правосудство, да се дебатира во парламентот. Тоа се сериозни закони, но во секој случај ние сме исправени сега пред една исклучително важна задача која што ни ја постави македонскиот народ. Тој кажа не референдумски, туку буквално со јасно изразена народна волја дека довербата е само 2% и во обвинителството и во судството. Кога имате таков податок, кога народот стои зад вас, кога изборниот резултат на парламентарните избори ви покажа што мисли народ за целиот тој процес што се одвиваше во Република Македонија, тогаш вие сте најасно кои се болните точки и што треба да направите. Реформа мора да има, но реформата во тој контекст не само што ќе одземе милитантноста на групацијата ДУИ, политичката групација ДУИ, туку едноставно ќе ги на некој наведе на една права демократска постапка во градењето на политичко плуралниот партиски систем во Македонија, во политичка конотација. Тие мора да се усогласат со тоа што представува. Вие не можете како лидер на ДУИ во неговите пораки да упатувате порака во Македонија на албанската нација во Македонија. Тоа не може. Такво нешто не може. Само низ призма на етнолог, антрополог и се останато. Упорно го злоупотребуваме зборот нација. Нацијата е поврзана со државата. Во државата Македонија сите се македонци или по новиот устав граѓани на Република Северна Македонија, коза црта македонци. Кога ќе оспојните зборот нација, значи имаш косовска нација, пошто имаш држава. Значи да, тие етнички и ко народ се албанци, но нацијата е косовари. Штом си од Македонија, кој кажи, јас тоа неретко го слушам по емисии, ќе спомни, твојата нација, мојата нација. Ако е од друга држава и е дојденец со твој пасош, тогаш е од таа нација. Значи ако е, пример, не знам, секој политичар е од Србија, вика ти си србин по нација. Вучич е србин по нација. А кај нас, пример, да кажеме, Стојковиќ е дел од македонската нација. Само има српско етничко потекло, например. Али Ахмети е дел од македонската нација. Нацијата е поврзана со државата. Не постојат држави, нема нации. И да престанеме малце со форсирањето на тоа со нациите, во право и Ѓорчев. Значи, нацијата е државата. Штом си од една држава, ти си дел од таа држава и дел од таа нација. Етничката припадност
е лично право и личен избор. Можеш да бидеш македонец, албанец, можеш нинџа желка да бидеш, шпоредна дрва, можеш марсовец да бидеш, тоа е прашање дури на избор. Затоа што етничноста има врска со генетика, но преди се е прашање на избор. Како се чувствуваш, нели? Тоа и низ годините многу го злоупотребија, па нели ради вработување се случуваше да се чувствуваат различни работи. Се менуваат од година. Да. И еднаш е македонски муслиман, потоа е турчин, потоа е албанец. Сезонски идентитет. Македонци се пише, албанци, турци и роми за да се вработат во државни институции. Да продолжам само. Благодарам за упадот, но битно ми беше ова, значи кога ќе се случи такво, значи делегитимирање на таа милитантност која што ја со години, еве 20 години, 22 години, Али Ахмети само 2 години не беше во власт, од 2006 до 2008, кога коалициони партнери беа ВМРО, ДПМН, ДПА и НСДП, да, и ДОМ, и таа коалиција. Значи, едноставно, и сега, овие година и пол, значи, пред тоа 22 години, тие се во власта, и изгледа тој начин на управување со државата, како што тие го имаат замислено, им прерасна во еден лајт мотив на едно лесно владење со Македонија, кој што е вакви навидум лаички пропусти, но тоа се длабоки, тоа е веќе во доменот на етничката политика. Знаете, етницитетот е многу осетливо прашање во 21 век. Тоа е дел од културен идентитет на длабоко емоционално ниво. Тоа нема врска со државата. Ние мораме да доведеме државата на вистински пат, кај што државните институции ќе бидат тие кои што ќе ја водат државата. Впрочем, затоа и се народот бара од власта сега, од извршната власт да превземе мерки со кои што ќе ги доведе во ред обвинителството и судството. И јас сум дури и поборник за тоа, јас се сеќавам 96 година една реформа која се спроведе во Македонија. 6 години ние немавме избор на судии во Македонија, од 90 до 96 заради промена на системот. Тој систем Колку избрава една вечер? 400. Да, но факт е дека тогаш многу судии кои што беа по допрен глас, она што кажа Александар Рубал, по допрен глас, стечајни суди, луѓе во извршни суди или ред други во тоа време, во таа законска поставеност на македонското правосудство, значи не беа избрани тогаш во таа собрание. Прво Советот, кој што беше избран Судскиот совет 93 година уште, тоа беше нашата прва голема реформа, кога што другите балкански држави не беа уште како да ви кажам, не беа далеку беа од Македонија, ние што го правевме тој процес. Судскиот совет предложи судии, 3 години се работеше на тоа, се проверуваше ликот на тој и тој судија како, па потоа дојде 96 година изборот на судиите, па се избраа тие судии и можам да кажам дека во тој период и одеше добро македонското правосудство. Она што никош не успевме да го постигнеме, што како економист го кажувам, ако вие определите 0,8% од бруто општествен производ да давате во правосудството, никош не се давале повеќе од 0,4%. Никош немале судиите доволен број стручни соработници. Работеа во канцеларии со, нели, сабајле мора дрва или чумур да стават во печките, во бараките поготово. Скопје 2. Во тешки услови Скопје 2, па и овде и Скопје тука бараките кај Скопје 2. Да, не знам во Бутал тука и Скопје ова што беше и главното кај што беше судска палата, кај што е сега или дисперзирани суди и бараките во Киселово да имаше извршно оделение или стопанско оделение, не е битно. Едноставно тогаш судството функционираше, значи имаше некој авторитет, луѓето ги почитува, меѓутоа со сета ова би рекол нагласено премолчување, да се премолчуваат работите. Еве ќе кажам пример, што кажа Александар. Не може председател на држава да каже. Председател се викаше Георгија Иванов, да излезе и да каже дека тој има сознание дека за $150 милиони е продадено македонското име. Кога кажете тоа, не пазите тоа, може да го каже Маријан Ѓорчев, сега е пензионер. Меѓутоа кој ќе каже председател, јас кој го кажам како пензионер, одговарам, нели, за мојата етичка секаква норма како граѓани на Македонија. Тој е председател. Тој има државничка функција и тој кажува дека има сознание. Вие сте должни како обвинителство да го викнете, да го викнете и да го прашате кои се тие сознанија, од каде ги дознал, кој му кажал, има ли документи за тоа. Значи тоа се толку едноставни работи и ние само премолчуваме преку тоа и нормално до врвата паѓа и мора радикални резови да се прават.
Јас го поздравував потегот на премиерот Мицкоски кој кажа радикално треба да се сменат сите тие на кои што народот не им верува и имаше постапка тоа да се изведе. Има и собраниски состав има, меѓутоа од пак тие наши македонски состојби, можеби коалициони партнери кои што се помалку да речеме ригорозни во таа мерка, се одложи таа мерка и ете дојдовме до тоа кај што сега ќе мораме тој процес да го водиме многу болно. Пак ќе кажам, болен ќе биде тој процес, да знаете, во Македонија. Нема да биде едноставен, но мора да таа работа да се истера на чистина, мора да се изберат нов војнителски совет, мора да се избере нов судски совет, ќе видиме каква методологија ќе предвиди сега Министерството за правда во Македонија. Јас се сеќавам едно време кога се правеше, јас бев у преговорите 95-та година, Ѓоко Спасов беше министер за правда, Ѓорѓи Спасов, професор доктор Ѓорѓи Спасов, од СДСМ. Јас бев тогаш од ВМРО ДПМН во преговорите вклучен, потоа бев и избран за градоначалник. Знам колку студиозно работевме заедно сите ние и опозицијата и позицијата. За доброто на државата. Дури не бевме ни опозиција, ние излеговме 94-та година, марширавме по улиците на Скопје. Но бевме повикувани од Ѓорѓи Спасов. Тука беа социјалистите, либералите, демократите, СДСМ, ние ВМРО ДПМН, албанските партии и ДПА и ПДП и го градевме заедно законот. И тој беше добар закон. Ги изгрешивме можеби бројот на општините. Не требаше да имаме 124 плюс 7 или тоа што го направивме бројот 123 плюс Скопје. Меѓутоа, начинот на кој што ние работевме да претврлиме власта постепено, да децентрализираме Македонија преку потрачните единици, да создадеме амбиент како да се работи во локалната самоуправа, тоа народот го прифати. Јас бев тогаш градоначалник, знам колку со каков ентузијазам ете во таа нова македонска власт, нова градоначалничка власт, бев градоначалник на најголемата општина Кисела Вода, аеродром 181 народ и знам како луѓето ме пречекуваат, значи без ингеренции финансиски, но со доверба дека нешто ќе направиме за Македонија. Тоа е големата работа, довербата. Ова влада сега ја има огромна доверба и има и капацитет за да може тоа да го преточи во акционен план кој што треба да биде реализиран. Интересно што го начнавте за двајцата тоа прашање. Вие бевте поранешен градоначалник на една од најголемите општини, тоа е Кисела Вода. Заедно со сегашен аерод, да. Тоа беше огромна општина. Инаку сега е Газибаба е најголема општина. Не аеродром. Мислам дека аеродром не. Сори Куманово во Македонија. Во Скопје аеродром, а во Македонија е Куманово. Куманово или Тетово, Куманово, не знам. Тетово е многу паднато. Куманово. Интересно што во рамките на политичкото живење на СДСМ која беше, а локалната самоуправа ја организира, ја водеа од ВМРО ДПМН, значи СДСМ централна власт, не им излегува предвид со финансиска поддршка. За разлика сега, со финансиската поддршка со кредитот или позајмицата, како да речем, унгарскиот кредит, кредитна конструкција, премиерот даде на сите општини, на сите политички партии, независно кој да, и веднаш се создава една конфузија, со оглед дека централната власт ги фаворизира своите кандидати, односно своите градоначалници. Таа дискрепанца, мислам, таа нејаснотија што е небулоза што ја пренесува господинот Венко Филипче, завршува Али Ахмети, како ја дефинирате како е поранешен градоначалник, кој дадовте доста добар предонес за Кисела Вода? Значи, со неколку реченици, многу едноставно, јас сум поборник на тоа дека нема структурни реформи, многу се говори за зборот структура, структурата е склоп, состав на македонски, тоа е латински збор. Значи, многу се говори за тие структурни промени, една работа ќе кажам, структурни промени, без структурни пари нема успех. Тоа го видовме Светска банка и ММФ реформите, останаа 225.000 народ на улица, и од кога го оставивме народот на улица, дојдоа проектите ФСЛ 1 и 2 во кои што му чесло, кај што спасивме може 20 или 30.000 работника, наши македонски работници, зборам од сите од сите етнички колективитети. Но факт е дека ова што го прави сега владата на Македонија, премиерот Мицкоски, е единствениот пат. Прво создавате ресурс, потоа тој ресурс, колку го имате веќе тој ресурс, потоа градите постапка за институционално надградување на локална самоуправа. Дали сега ќе дојде во прашање реформа во смисла 8-те плански региони да ги претвориме како во времето Франсуа Митеран кога се соочи со етничката политика на Бретања и на Прованса и на Корзика, кај што мораше преку Гастон Дефер, еден негов министер за децентрализација, да спроведе реформи на 22 регионални департмента, а ние да овие 8 плански региони ги претвориме во нешто како врска помеѓу општините и централната влада, кај што ќе планираат просторот, ќе планираат екологијата, ќе планираат
ќе говорат за таа зелена агенда која што сега толку проблематична во Европа. Дали треба нуклеарна енергија или треба од обновливи извори, тоа е веќе прашање, европско прашање, но ни треба еден таков и институционален реформски зафат, но важно ако имате структурни пари. Сега премиерот Мицкоски ги обезбеди. Може ќе треба и друга реформа, да не одиме сега да се комерцијалните банки да додаваат 2%, 3% на тој кредит, туку Македонската банка за поддршка на развојот да биде реформирана на тој начин што ќе може да ги пласира тие пари, затоа и Македонска банка за поддршка на развојот, заедно со Агенцијата за неравномерно развиени подрачја, за да може да инвестираат заедно, да може да дојдат тука во ваши емисии, такви емисии кои што вие ги правите, да говорат за тоа како ќе се развие. Јас сум, да речеме, роден во Кавадарци, една прекрасна општина кај што нема дивоградби. Пазите, во Кавадарци никош немало дивоградби, зашто секој се одвивало градбата правилно. Значи, секој се одвивало, добивате плац, добивате приклучок за вода, добивате приклучок за струја, бојру повелете, платете градите. Значи, едноставно потребни се нужни сеопфатни реформи. Многу ме радува што уште пред 6 месеци владата ја отвори таа тема, обезбеди ја пари, преку 850 проекти се веќе, некои од нив се веќе во фаза на извршување, но преку 850 проекти се во фаза на имплементација на што се вели тендерска процедура. И првиот ефект, а тоа се градежнички работи во основа најголем економски раст, 90% има и во културата, што е многу добро, во образованието. Но повторно градежни. Повторно градежни. Еве јас на пример кога бев во Кисела Вода изградевме со донацијата $3,5 милиона, ама кинеска донација. Тоа влегува во Драчево рекој, тоа влегува во македонскиот капацитет. И сега вие кои имате така со 7-8% раст во градежништвото, тие 250 милиона евра ќе донесат најмалку 20 милиона евра и повеќе директен финансиски импакт, а дупло повеќе ќе донесат задоволство во она што представува градење на доверба на граѓаните во системот, во македонскиот политички систем и економски систем. Господин Ристовски, во контекст на се тоа, се уште не се организира локалните избори, дуи и нивните истомисленици бараат превремени парламентарни избори. За едно посетување 7 години имаше зошто ВМРО и Мицкоски да барат превремени парламентарни избори. Видите, ќе ви кажам нешто интересно. Жално е кога луѓето не може да функционира доколку не се на власт. Јас со десничари го имам правено муабет, ВМРО-вците да знаете како ментален склоп, воглавно подобро функционираат во опозиција. Пример, СДС подобро функционира во опозиција во смисол да протестира, да саботира, да прави. Не знам дали памтите они 2017 дојдоа до 2019 протести, држаа беа власт. Што е малце фарса, значи излегува пример против загаден воздух, овој градоначалник на Скопје, овој министер и они протестираат. А оние водат државата. Тоа таква небулоза, дури Заев излезе и тој протестираше. Пошто они се навикна 15 години во опозиција или не знам колку, излегува на улица да протестираат, едниот премиер, едниот градоначалник на Скопје, другите министри во влада. Јас таква небулоза немам. Дуи има таков проблем. Беа воена структура, дојдоа на власт. Ги тргнаа од власт после 4 години, Ѓурулти направија 2 години, ДПА за волја на вистината лошо се покажа. И повеќе се занимаваше со сама себе и со коалициониот. Јас се сеќавам некој од околината, пример на Менду Хтачи, едноставно глупости правеа. Глупости во смисла се кај овие најсилните им даваат поддршка, ги земат по своје, вие покажуваат дека се поголеми и посилни од овие. Сами се исекоа гранката, падна и после отидоа во Зараб Борав и се распаднаа како политичка партија. Затоа ви викам, добивањето на власта на одредена категорија на луѓе, одредена група на луѓе, во дадената ситуација на овие која вода државата ВМРО ДПМН во моментот, заедно со некои коалициони партнери, мора да сте луѓе кои не зависите директно од власта и кога ќе дојдете во власта, треба поентата е да направите нешто за општеството и за државата, а не тоа да ви биде чекмеџ. Ако така функционирате, вие немате иднина. Пример ќе кажам, Доналд Трамп во Америка секој пат кога доаѓа на власт губи пари. Така е. Значи он не добива пари, он губи пари. И првиот мандат, тоа што го имаше, му се преполовија парите. И неговиот бизнис оди надолу. Одеше надолу. Но тој вика, јас сум стар, возрастен човек, јас, да знаете, многу често сум поддржуваш на белите глави, на стари луѓе, ама стари луѓе со минат труд. Така е. Не стари луѓе кариеристи, клиентелисти, гребатори, што би рекле. И кога му даеш тој прво, ако не го натовари магарето за себе, ќе проба за фамилијата, пример. Да, во младите луѓе има енергија, јас веќе не сум веќе толку млад, веќе сум, да речем, во средни години, но јас ентузијазмот, без оглед мојата идеолошка подкрепа која била, дали била на власт, дали била опозиција, мојата енергија
при работата, во јавните настапи, во идеологијата, во се е иста. Сега, да се вратиме на она со локалната самоуправа Ѓорчев што го спомнам. Кај нас основниот проблем? Ние, имајки страф од етнички поделби, но имајки страф и од квалитетот на луѓето кои влегуваат во локалната самоуправа, затоа што на волја на вистината низ годините имаше и одличен квалитет и катастрофално лош квалитет. Тоа е кога, знаете, политичките, прво ние не научиме да правиме дистинкција помеѓу локални и парламентарни. Тој што гласа на парламентарни за одредена политичка партија, по дефолт не значи и не треба да значи дека треба да поддржува и на локално. Зошто пример ќе кажам? Марија Ѓорчев изградил кариера 30 години во ВМРО ДПМН, решил хипотетички, независен да се кандидира или се споил со некои други луѓе. Ти кога го почиташ, ти треба пак да гласаш, а да не одиш слепо тоа што некој од горе го наметнал по секоја цена, затоа што не секогаш, ти пазите, во Скопје може да кажеме се знаат работите. Ама низ годините, он пошто го има терен оторано во земјоделие, се случувало, пример, барем веќе ВМРО ДПМН да се случи, пример, во Могила или во Новаци, да тепа ВМРО-вец кој партијата не го поддржува. И овој да тепа кој независен. Тоа се има случајно. Тоа се има случајно. На повеќе места, не само. Не, јас го знам примерот со јас најблиску го знам, Могила пример беше така. Дојде од Скопје го пратиле Петко, нема Петко, ние го сагаме Станко, Станко ќе биде. И со Станко функционира работата. Многу успешно граначен беше. Значи ние имаме еден куп ситуации кои такви се случувале, но се повеќе стануваат да реткост. Сега да збориме за децентрализацијата и влијанието на локалната власт. Ние не успеавме да отидеме до третото ниво. Тој спомна 123 општини. Словенија направи 220 нешто. Помала држава, 20% помало од Македонија, со население исто 220 и нешто општини. Тие ги намалија на 100 и ние ги намаливме на 80, но јас како вчера да беше 2004 ја памтам, министерот Филиповски тогаш, заедно со какви глупости направи. Пример ги споја Петровец и Зелениково. Гештаковски, да, заедно Александар Гештаковски. Тој ги спои, луѓе, дали ми се верува, ги спои Петровец и Зелениково. Тие немаат меѓусебен пат. И сега на карта вака делуваат еден од друг. Но тие немаат Вардар кај да го поминат. Тие единствено преку од кај Драчево може да поминат ваму кај Јурумлери и подолу уште еден мост има. И сега вие му го ставате седиштето на тој што живее, пример да кажеме во Орешани, и тој треба да оди во Петровец. Тој физички не може да стигне во Петровец, тоа го уништиле човекот. Ако на карта вака убаво делува. Или пример кажете кисела вода поделија по линија на железница да кажеме. Баш така, железничката пруга е граница. Имате една општина 30 км долу. Јас сум баш добар во таа проблематика, така да затоа викам, да ме прашавте за нешто друго, може малце ќе се залутам, али покрај култура за локална самоуправа ги знам во мал прст работите. И сега, знаете какви небулозни секаници имаше. Тие прво стаја од 123, сака да скратат на 50, па протест имаше и мистериозно стигнаа до 85, со еден мистериозен закон, каде што Кичево ќе го спомнат после 8 години, као товар на ВМРО да му го остат, свесно знае. Струга и Кичево. Да. Струга и Кичево, Струга ја споја после 4, Кичево според 8. И што направија? Во Струга, направија тоа да доминантното население во планините владее со градот. Ние таму не велиме дека, пример, си дозволија, нормално тоа беа лобистички работи, Вевчани остана општина. Село со уште една населба. И тоа како црвче седи, ова е огромна општина, овде прстите само Вевчани идеме независна колона. Зошто не може тоа на пола да го пресечат? И што се случи? Наплив на народ од планинските села слезе долу во градот и да не речем го завзеде градот. А испусти селата. Да, а ги испусти селата. Друго се случи во Кичево. Зајас и Осломеј 20-30 години се празни. И се што се случува? Оно инженеринг кој се надевам дека овој пат нема да пројде, луѓе со авиони дојде, поготово пред 4 години господинот Александар Јовановски, докторот, изгуби со гласови во втор круг, затоа што дојдоа 30 авиона во Скопје и во Приштина. И сега, која е основа? Знаете, кога ви излезе политичар и вика, тоа е воен плен од 2001. Како бе град воен плен? Тоа е страшно. Тоа е страшно. Градот Кичево бил воен плен. Па ти не само што го силуваш се вкупното население, ти своето население, етничко, албанско, го силуваш, затоа што дозволуваш да импортираш
неколку илјади луѓе, толку колку што ти требаат, да дојдат, да стап, без оглед дали сте ви платили или сами дошли на шетање, се едно. Тие луѓе физички не живеат тука. Токму затоа во мојата денешна колумна која излезе, тој искоментирав. Ние се уште, господин Ѓорчев, господин Томич, имаме фарса. Ние официјално на попис имаме 1.830.000 жители. 1.826.000 жители, но 1.850.000 гласачи. И тоа во континуитет. Ма не, тоа е шизофренија. Ние де факто имаме 400-500.000 млади под 18 години. И па тоа значи дека имаме 400-500.000 луѓе кои ги нема физички во државата, Така е. не се тука, а се во избирачкиот список. И А се знае како може да биде, колку може да биде една година кога е во странство, толку потоа треба да се избрише од списокот. Така е. Си има закон за тоа. Ама во апсолутно. избирачкиот Сега список. ние имаме фарсична ситуација. Така е. Па и дури го имаме оној дополнителниот список, втората тетрадка. Јас се сеќавам изборите кои беа одлучувачки за промена власта 2016, бев на избирачко место во Топанско поле во сегашното училиште Хасан Приштина, мислам или како беше. Во него бев во не Исмаил Кемали, во Горно Топанско, што беше Рајко Жизифов. И се јас бев по пладневниот дел, македонското население гласаше традиционално до пладне, до 1 сат. Албанците генерално во таа средина и ромите гласаат пример меѓу 1 и 5, и знаете што се случи меѓу 5 и 7? Семено. Се појавија во тоа избирачко место 60-70 луѓе во моето избирачко место, кои на овој список ги немаше, ги имаше во втората тетрадка. И вистина се појавија. Мислам, не беа луѓе, јас ги проверував лично, но дојдоа луѓе кои пример не живеат тука. Дојдоа наменски за тоа гласање. By the way, тоа беше единственото избирачко место во Чаир на тие избори, каде што победи ВМРО да помине тие избори, што јас дури реков нема, после се случи некаква друга катастрофа. Беа интересни тогаш тенденциите, еве како едно сведочење за тоа време ќе кажам, само во тоа избирачко место јас каде што бев, имаше 30 неважечки ливчиња. Од тие 30 неважечки ливчиња, 25 беа заокружени две партии. БЕСА и СДСМ. Као желба. Гласам за овие, гласам за овие. Некој за да е погрешно објаснил. Нема објаснил како треба да гласат тие што Да, дошле. и беа заокружени БЕСА и СДСМ. Тоа е интересно. Само да довршам мислата кратко конкретно. Ние се уште треба да направиме реформи покрај организационата и поделба и територијална и граници на одредени општини. Не зборам за нешто драстично, зборам за финеси. Негде финеси во прашање може да ослободат општината. Пример овде долу кога ќе се спуштите, оние први два реда нема логика да бидат бутел, треба да влезат со чаир, а бутел да се таму подослободи малку, пошто овде така територијално спаѓаат на чаир, а збориме за значаен број на население и за луѓе кои гравитираат преку улица. Значи сега имате овде цела една колона со се Скопје север и треба да одат 3 километра натаму, општината ми овде. Тоа е први еден пример што ќе го дам, Ѓорчев. 300 метра е општината. И на самата улица, да. Ѓорчев тоа не е многу јасно, но имаме поголем проблем. Ние ги стимулираме со начинот законските одредби кои ги имаме да единствениот начин да реално прават пари и да инвестираат градоначалниците се комуналии. И ние со комуналиите фактички го форсираме методот на градба. Што ако во Скопје се случи као Стари град Белград или не знам Софија, Витоша, тој деловона, да кажат нема градба. Нема градба, тие се објектите. Што ќе правите? Ќе почнете да рушите стари градби? Ќе почнете да градите поткровја? Не. Него секој дел од градот и секоја општина има одредена специфика. Што значи тоа? Општина Маврово Ростуше треба да се окрени нивото на туристичка Туристичко такса. место, На туристичка такса. Второ, ако тие објекти се за живо население, кој реално тоа е мала општина со 2-3 илјади жители. Ако тие имаат активни 2-3 илјади жители, нив да ги ослободат од се, но сите овие кои држат куќишта и викендици, вклучувајќи го Охрид. Охрид има стамбен простор за 150.000 народ. За 150.000 има станови. Ако ги наполнат. А 50.000 живеат. И па се, јас и на Пецаков тоа му го имам спомнато како идеја, како се, повикам каче, па века ќе се буни народ. Што ќе се буни од Скопје, Маријан? Што тој така не те гласа? Ти грижи се за твоето население, ти живееш во Охрид, така? Ние, гледам сега понуда во Охрид крај брежје, стан нуда 3.000 евра квадрат. Дај, луѓе, приберете се. А знаете зошто е? Затоа што ни еден од сиромаштијата, што татко му или дедо му остел стан, си го чува во Охрид. И тој нит го става во функција, нит го издава, нит плаќа за влез, за одржување. И пропаѓа зградата. Пропаѓа зградата и него му е гајле, и тој на лето ќе си дојди
и не функционира системот. Вие кога го натерате, тој немал стан. Да плати такса? Молам? Да плати такса и Кој така. што ќе биде повеќе кратно Да. поголемо од што представа. Да плати троен данок, да плати троен данок. Повеќе кратно. Повеќе кратен, да задолжително плаќа за влез. Значи тој што не живее, тој е негов проблем. Тој дели заеднички простор со луѓе. Влезот му е смрдено, му е гајле, ќе дојде 15 дена летно време, ќе дојде за 1 мај и за Великден. На силно ќе му го дај клучот за нова година со девојката да оди толку. Значи него 340 дена во година да му е празно, а тој го уништува се. Тогаш знаете што? Таму кај што него планира да живее или е повисока класа, ќе ги задржат становите, тогаш ќе се раздвижи пазарот, па дури цената ќе падне, нема се забеви. Оти ние, примереве хипотетички, јас сакам стан да купам во Охрид. Ми давате човече поголема понуда него во Скопје, мене Скопје ми битно, тука живеам. Ама никој нема да купи по таа цена таму. По сега како отидот, забега. Сакам да ви кажам, значи главното нешто што државата во периодот што престои, што мора да направи, да ги одврзи ланците кон општините, но истовремено, еве, наши сограѓани близина од Скопје, постојано се жалат дека нема водовод, нема канализација, општина Рачиново, голем почит. Кон нив имам шетано натаму, имам одено, го знам тој дел од градот, ја знам и структурата и се. Таму има и фини луѓе, не само полошо што памтиме. Во Рачиново има и фини луѓе, и добри луѓе, и еснави домаќини. Излегува данок на имот, собрале 2%. Па шо сакате? Никој не си го плаќа данок во неговата општина, тој данок не оди во Скопје. Значи, тие самите не си ги собираат парите, кои нивниот градоначел, иначе, пример, таа општина, кој ќе земам како пример, они се баш правев муабет со еден жител од таа општина, пријател мој 6 години човек, и велам, викам, вие Рачиновци сте најголем борец за демократи, сте избрали градоначелник од сите можни партии, сте избрали од СДСМ дури, значи, кам сега ви останува уште во Моровец да изберете или нешто друго, уште тоа немале. Но, викам, колку и да имате тенденција да ја менувате власта локална и да викате дај нов тој начин, и Оџа избрале, и жена градоначелник избрали се, но очигледно го бират погрешниот или пак кога го одберат тој, не сака да го слушаат. Пошто тој што ќе го одбери треба да те организира и да ти каже, ај сега да си платиш комунали за куќата, ај сега да си платиш ова, да си платиш тоа, и со тие пари ќе функционират. Па да. Господин Ѓурчев, еве век сме за избор на градоначелник на град Скопје, а меѓу другото и за таа територијална поделба. Дали требаше Скопје да има 10 општини, тоа е едно, или требаше една општина да има, според вашите колеги, да речем, тука беше господинот Трифон Косовски, во мојата емисија, со резигнацијата го спомна и покрај тоа што бевме покрај јабе во тоа Сдружение против територијалната поделба, не можеме организација да збораме, и конечно за изборот на првиот човек на град Скопје. Како поранешен градоначелник, како ја гледате перспективата на град Скопје и предлогот за кандидат господин Торце Георгиевски? Значи, најнапред околу тоа дали Скопје треба да биде организирано во принципот на Загреб или да биде организирано во принципот на Белград и Софија. Значи, ние зборувам за Белград и Софија, кои што имаат градоначалник на Белград, има градоначалник на Звездара, на Стари град, на Палилула, Софија има градоначалник на Витоша, има на Центар, има на Исток, не знам кои се градоначалници, 22 ги има таму. Значи, нашиот модел, скопскиот модел е базиран на тие два града, слични се на Белград и Софија. Загреб е друг модел, Загреб, Љубљана, исто, Јанковиќ. Значи, тоа се еден градоначалник и административни би рекол, ајде, заменици на градоначалникот во тие делови, тоа би било во Скопје, во Кисела Вода, во Газево и слично. Тоа е избор. Тука се работи според мене за јавното добро. Кој подобро ќе се грижи за јавното добро? Дали ќе се грижи централно ако биде Скопје организирано, како што е сега? Оти сега да ви кажам право, вие да бидете градоначалник на една скопска општина, а немате комунално предпријатие, значи или го имате во нека рудиментарна форма, нема што да правите. Јас имав среќа 2009-2013 година градоначалник, што имав контакти со сите директори на предпријатија, со Ракип Дочи од јавна комунална хигиена, па можев да контактирам во 12 часот навечер, да му се јавам на Ракип и да кажам, види таму тоа што се прави DVD по една тема, но тоа се лични иницијативи, тоа не е систем. Тоа не може така да функционирате. Вие сте значи вие не можете да бидете градоначалник, а немате предпријатија да ви исчисти, имате проблем со дрисла, имате проблем со таква е кисела вода, имате проблем со отпадните води заради во град бите во припори во одводниот канал одводно, значи ви се поплавуваат,
да не збориме за воздухот, цементара Усија, ама ви се поплавуваат улиците Димо Хаджидимов, Огнен Прица, Мариовска, Климент Охридски, значи тоа е страшно. Вие мора да инвестирате непостоечки пари 2-3 милиона евра за да ги спасите луѓето од поплави. Зашто имате 400 дивоградби, луѓето им дале дозвола да го окупираат, буквално да го наседнат од водниот канал одводно. И фактички целата вода се слива по улиците. Тоа е страшно. Значи, тука е прашањето за јавното добро. Вака како што е поделена сега општините, не е добро сега. Говорам што не е добро. Не е добро, има само 3 општини, знаете кој е главен, добро каже Александар, комуналите се главни. И сега, ако имате државно земјиште, вие сте силни. Аеродром има државно земјиште, таму беше порано аеродромот. Јас живеев во Мичурин, знам таму како е. Игравме ние на времето фудбал, нашиот фудбалски клуб Југ таму. И сега аеродром, тоа беше една ледина, јадници хектари. Делка е. И сега таму, тоа се гради, се продава, милион евра се продава на земјиште, 40% градот Скопје, 40% општината, 20% Министерството на транспорт и врски и има 30 милиона евра. Кисела вода, нема државно земјиште. На времето биле бавчите, во времето на Бановина, Вардарска Бановина или пред тоа во Отоманската империја, на неколку семејства во Расадник, во Пинтија и таму, или Горно Лисиче имоти од Рачево, и се е приватно. И се треба да градите, треба да правите паркинг место. И ако не ви даде Слободан Томич или Александар не ни даде дозвола, донација некоја да ни даде или да плати некоја пристойна цена, ќе ти бара 250-300 евра да направиш метар квадратен паркинг. И затоа кисела вода не може да се развива. Можете само таму да правите парк. Да направите парк 91 метри квадратни, мега парк како нашиот Скопски парк. И така треба да биде кисела вода, нема парк. Едноставно прашањето е за јавното добро. И вака како што е поделена сега Скопје, не е добро поделена. 3 општини се развиваат, тие се 3 добри општини, центар. Да, браво. Другите живеат, знам и јас сум бил, ајде да кажам, сте градоначалник, ама сте секој ден со едната нога во градот Скопје, со другата нога во јавните предпријатија. Казима од индустријата. Од индустријата, да. И тие 4. Другите сме, одиме, трчаме се, бориме. Така. Еве јас на пример се обидов да направам референдум Драчево да стане посебна општина, зашто на таков начин Драчево ги заслужува сите атрибути за општина. И до реката Вардар излегува, на Китка излегува манастир, цркви, џами, све има во Драчево таму. Ама Драчево со тоа би добило многу, излегува на автопат, булеварите ќе се направат. Едноставно мала дигресија. Јас имам иницијатива и го кажав. Ја му го кажав на актуелниот и на претходниот градоначалник на Илинден. Вие треба да бидете град. Не вика како град. Ама луѓе викам, Нова Горица, Велика Горица до Загреб ќе крате. Аеродромот кај што е сега, Второ, Преса, да. Ти во Илинден, го имаш аеродромот, второ, цела индустрија ти е таму, трето, луѓе не знаат една работа, не ми јасна, дека доколку си град, нема да одиш во подрачна единица за земјоделие, за транспорт, за финансии, во Гази Баба. Нема да треба тој што живее во Марино, 10 да се километра, качи на 10-15 километра, да треба кај хотел Континентал да дојде, а тој што му дошол киде у град Скопје или било каде, него тогаш законот по слово на законот ќе мора да оствари подрачна единица дури во самиот град, затоа што е град. Сега тие се водат ко селска општина, се е село не е. Отишто, ако не сте град, што сте? Значи да завршам. Исто и со Драчево. Да, за Драчево. Значи да завршам. Токму затоа и имам доверба во Орце Георгиевски, лично го познавам, затоа што беше на времето кога уште јас сум бил градоначалник, тој беше активист, младенец кој што е запознат со проблемите. Не ги знае проблемите. Од млади години, тој веќе помина, би рекол, повеќе од 15, 16, 17 години, тој е упатен во сите проблеми, потоа пред изборите 2021 се сретнавме, тој беше многу, како да кажем, конструктивен, сакаше со мене да разговара, неколку повеќе пати да разговараме што е тоа што според мене и што е добро. Што е добро, многу добро. Значи тој беше отворен за дискусија, отворен да прими што се работело, како се работело, кажи Ѓорчев што беше разликата 96-та и 2009-та. Знаете, тоа е огромна разлика е тоа. И едноставно верувам во него дека бидејќи ги има тие сознања и во такви потешкоти како што ги имаше Кисела вода, верувам во него дека без разлика што моделот, пак ќе кажам, грижата за земјата добро ќе остане. Јас сум поборник малце поинаку да се менаџира севните предпријатија и мислам дека може заедно владата, централната власт и Скопје да го направат тоа на еден начин кој што ќе значи многу поефикасна употреба на јавните предпријатија, на јавната депонија Дрисла да прерасне веќе во модерен центар за отпад каде што можеме да има го имаме ОХЕ служи.
82 хектара, кај што имаме гасна подстаница која што може да пилот проект да направиме за Драчево и Киселово, веќе с повеќе индивидуални стамбени куќи, да направиме гасификација која што ќе биде показан елемент дали дали Македонија целосно, па и Скопје како може да се гасифицира. А истовремено јас сум ги водил тие разговори со една групација од Бугарија која што во 3 града, во Полска, во Словачка и во Романија имаат направено центри за рециклажа, американска опрема, околу 60 милиона долари е тоа за стакло, за хартија, за метал, за сето, а ние имаме, извезуваме луѓе секој месец 10.000 тона скрап, ги носиме во Бугарија преку Калотино. Да. Ние извезуваме, имаме Горењ, имаме и Ниш, имаме Фичовци стари, имаме 101, имаме, знаете колку ние метал, колку стакло имаме, џубриште депони. Значи ние тоа треба да го направиме така, а Скопје тоа со таков центар за рециклажа, со таква фабрика за производство на метан од џубриштето, да произведувате метан. Да. Имаше преговори за тоа уште градоначалникот Трајановски, со оживување на тие проекти кои што постојат во документите во Кисела вода, во град Скопје, во Дрисла, ние можеме Скопје навистина да прерасне во еден центар кој што и ова што го загатна премиерот обавезно за филтрите, да видиме како може поинаку да се организира индустријата во Македонија, кај што ќе мора да платите за филтри вие. Знаете, јас ќе завршам со ова, кога ние преговаравме 99 година со ДИЛ конзорциумот, ја бев председател структурни реформи во владата, да дојде ДИЛ во Македонија да ги земе рудниците Злетово и Саса и да земе топилница Велес. Главното прашање на ДИЛ беше колку треба да инвестирам во филтрите за воздух и колку треба да инвестирам да ја направам Липковската брана за да имат беречена и здрава вода за пиење. Не беше проблемот с креперите во рудниците. Тој се согласи, тие беа Ханс и Петар ДИЛ, тоа е конзорциум, би рекол, синоним за германската тешка индустрија со Круп заедно. Тие се конзорциум кои што одма се согласија дека треба нови скрепери, нови руднички окна во Злетово и Саса, исти број на вработени топилница, да откупува 10% повисока цена од берзата во Франкфурт, да може да преработува оно што представува цинкот и оловото како продукт, нели? Но факт е концентратот нивни. Но факт е дека првото што го поставија како прашање, математиката, ќе платиме колку треба филтрите и да довршиме Липовската брана, тоа е општествена одговорност. Тоа заедно со двака добра организација, јас сум рекол што сум поборник, јас сум сепак малку сум бил во два система, но мислам дека ние малце се го запоставивме јавното добро. Ако не се грижиме за јавниот интерес, за јавното добро, нема да имаме убаво уредена ни локална самоуправа. Оно што го кажеш Хелмут Шмидт, че живееме во времето на капитализам на дивите зверови. И навистина е така, значи еден таков систем за тоа што треба да се грижиме за јавното добро, Скопје може тоа да го направи и со мањкавости во ова што го имаме како организација, сега тука може да дискутираме за еден или друг модел, кажав, јас тука сум отворен, но факт е дека имаме шанса, со добар градоначалник кој што ќе биде во една синергија со централната влада и со овие нови реформи што ќе бидат, се надевам, во локалната самоуправа, да дојдеме до квалитетен живот. Само едно дофрлање. Знаете ли зошто е проблем самиот изглед на Скопје со 10 општини? Кога се правеше планот, прво беше планот дали еве да излези Драчево, дали да излези Радишани, дали да излезе некој други, од друга страна се стави еден Сарај, што е на граница со Косово и на граница со Тетово. Што оди пример, ние го имаме селото, како беше она, каде што поминуваше железницата горе, од кај што некој командант беше, не знам, селото... Кондово? Кондово. Не Кондово, оно уште по север горе што е... на самата граница. Каде што оди железничка линија, знаете за кога? Блаце. Не Блаце, не. Друго, добро, не е битно. Имам пријатели таму, сам и тегнувам го изумив. Значи, тоа село луѓе е саат време од Скопје. Саат време од Ѓорче да стигне. Така е. Тоа е 35 километри од градот. Тоа село ви е вас во град Скопје. Вие пример Гази баба ви е огромна. А тоа едноставно се решаваше на друг начин. Скопје можеше да биде поделено со помали општини. Да. Можеше внатре, но Скопје требаше да ги заокружи границите да бидат помалечки, значи хипотетички, да завршува во Новолисиче, да завршува со Маđари, да завршува со Ченто, да завршува со Бутел 2, со обиколницата, со Ѓорче, така. Со обиколницата, да заврши со Ѓорче, не цело Ѓорче, пример Ѓорче 1, на пример, или така нека комбинација, и другите централниот дел на градот. Но другите ќе се развија, верувајте ми, многу побрзо. Знаете ли зошто? Тие што ќе беа на самата граница, тие
тука ќе го ставеа седиштето на почеток, тие тука ќе доведе урбанистички планови, тие што беа пониска класа на луѓе финансиска, тука ќе изградеа куќи и станови и многу побрзо ќе се развиеа тие, а периферијата на тогашно Скопје ќе се развиеше на друг начин. И немаше да се доведеме ние градоначалникот на Скопје и сега, кои беа објаснувањата таа 2004-2005 која се грижеше таа? Ако Скопје не е и Сарај, во Скопје нема да биде езерото Треска. Шо имаме ние од езерото Треска? Сме дали на самопридорец, изговорот со езерото Треска, еве го изгубивме. Не држи тоа. Нема матка да биде во Скопје. Нема и заворите на Рашче да бидат во Скопје. Па тоа се прави лек специјалис, со закон одружуваш дека иако е во таа територија, подрачје од тоа... Водата е државна собственост. Државна собственост. Лек специјалис. Значи, ние тогаш ради изговори, таа идеја за промената на градот Скопје и таа територијална поделба таква каква што е, ние тогаш направивме еден куп глупости во брзање, нели, пред избори, па се одложија 6 месеци, нели, ради референдумот за територијалната. 2005 градоначалниците има мандат. И како Бранко ни рече, некој прави... Градоначалниците има мандат до 2005 до јуни има мандат. 2004 во 2005 го продолжија мандатот. И нели како ни рече тогаш Бранко, некои прашања не заслужуваат одговор. Да. Ајде овие 20 минути што ни остана до крајот на емисијата. Не се сети дека 80 минути помина. Да, интересни се темите. Да допреме темата за безидејноста на СДСМ и двоецот Заев Филипче. Апропо резолуцијата со тие црвени линии и така натаму, како поранишен амбасадор, вие сте амбасадор и до крајот на животот сте амбасадор, бидејќи на колегите некојаш им замерувам, поранишен амбасадор си амбасадор. Господин Ѓорчев, кажете ми нешто во контекст на сето ова. Дали вреди ваква политика, ваква мрачна политика, црна политика, во време кога Македонија треба да биде интегрирана за низината иднина, имајќи факт, еве, во среда ни доаѓа на гости фон дер Лајен, кој одвај спаси глава со прегласуване, со новото гласање, бидејќи и таму има голема недоверба во таа ситуација, во таа структура на политичари. Еве, докаде оди ова шизофрено политичко однесување, новинарска забелешка на овие двајца, кои навистина Македонија носат во сосема погрешна насока? Па би го поделил, би речеме, одговорот, нели, прво за политиката на СДСМ, а потоа и за Урсула фон дер Лајен, нели, посетата. Најнапред околу СДСМ, очигледно е дека ние во Македонија изгледа не им даваме доволно јасен сигнал како граѓани на државата дека страотните грешки не можат да бидат толкувани како нешто што може да биде поправано со вакви резолуции како што ги предлага Филипче, кои што се бесмислени. Навистина, не само бесмислени, туку апсолутно непотребни. Македонскиот народ, повторно ќе кажам, му даде на СДСМ јасно до знаење дека таа политика која што направи со двата договора на 1 август 2017 и подоцна во Нивице на брегот на 2018 во јуни, дека се тоа договори со кои што се обезличува Република Македонија, се загрозува македонскиот идентитет, сите идентитетски обележја и дека тоа никош нема да им биде простено. И наместо тоа да извлечат поука. Има човечки, нели, има грешки, малечки, големи, но и катастрофални. Ова се катастрофални грешки, од кои што ние тешко ќе може да се опоравиме. Особено ако билатералните спорови со Бугарија и Грција ги преточиме во една преговарачка рамка со Европската унија, кај што сега Урсула фон дер Лајен, ќе кажам после тоа зошто иде во Македонија, според мене, разбира. Но факт е дека ние СДСМ не извлече поука и затоа ќе продолжи да губи доверба кај македонските граѓани, затоа што се обидува нешто што беше национално предавство да го прикаже како еден храбар потек за наше побрзо чекорење кон Европската унија, а кој што представува де факто едно туркање од правиот пат и одење во една, би рекол, неизвестност која што трајно ќе дестабилизира државата, дури ќе го доведе во прашање нејзиниот опстанок. Значи, такви небулози дека можете вие тие два договора да ги представите како некое храбро решение и сега да барате да ги ревитализира државнички, да ги ревитализираме сега
да ревитализираме преговарачката рамка која што е чисто непотребна билатерализација на нашиот европски процес. И тука нема прошка. Затоа СДСМ ќе губи и на овие избори уште покатастрофално. Јас сум убеден дека ВМРО ДПМН ќе стигне до квота 45 до 48 општини, многу повеќе од сега што ги има 40, ќе има 47-8, и дека СДСМ ќе продолжи да тоне затоа што народот едноставно не може, не го прифаќа тоа што тие го говорат. Независно кој ќе биде лидер, еден, друг, трет, едноставно тоа се катастрофални грешки и за тие катастрофални грешки мора да се сноси одговорност. И во тој контекст тој и народен суд, народна одговорност се бара од нив и народот нема да им иска да им укаже доверба се додека продолжат со такви политики кои што се неодговорни. А од друга страна Урсула фон дер Лајен сега доаѓа во Македонија, може да биде тоа употребено претежно од СДСМ дека тоа е, нели, укажување дека се преговарачката рамка ви е даденост, вие немате да добиете никош друга преговарачка рамка. Не е така. Не е така. Ние сме земја, Македонија е земја за мене од типот на Грузија и Исланд, и другата група се Србија, Молдавија и Украина. Исланд, Грузија и Македонија имат рбет, во моментот Македонија има рбет. Исланд кажува, ние заради земјоделството и рибарството не сакаме да одиме во Унијата затоа што тоа е против националните интереси на Исланд. Точка. Грузија кажува, ние ќе ги замрзнеме преговорите со ЕУ, затоа што ние без енергија од Русија не можеме да живееме. А имаме проблем со Русија, со Осетија и Абхазија. Тоа е наш национален проблем, треба да ги решаваме со русите. Не можеме само со вас да ги решаваме. Сакаме во ЕУ, ама зависиме и од русите. Значи, тоа се многу едноставни прашања. Македонија е во тој би рекол лимит. Значи, ние сакаме во ЕУ, ама ние не можеме да се погазиме себе си и да кажеме нешто, например, не само околу оно што представува преговорачката рамка, па ние не можеме протокол 2 да ги смениме плочките, затоа што некој потпишал таму кој се викал министер за навршни работи, не е битно дали бил Димитров или Османи, потпишаме дека треба да се променат точките на тврдината на цар Самуил. Така едноставно, ќе се пише дека тоа е бугарски цар. Мислам, тоа не можете вие да, не можете така вие историски, како што вели Вапцаров, вината не беше наша, вината на други беше, а тие ќе понесат стотонска историја, но ние ќе кажеме на мајката историја. Стотонска вина ќе понесат тие. Тоа е едноставно многу. Значи, тука нема прошка за такви големи катастрофални грешки. Никогаш народот нема повеќе да ги поддржи, а ово што го направија сега со таа, добро рековте, безидејна, безкрвна, никаква резолуција која што само го ревитализира, му дава легитимитет на едно погрешно толкување како се гради патот на Македонија кон Европа. Урсула фон дер Лајен сама кај дојде ќе ни каже дали и понатаму ние сме го согласени во поглавието за навршна политика 6-тиот кластер со ЕУ целосно. Тука сме најсилни, како што сме у кохезијата, земјоделството и развојот, ресурсите исто усогласени во поглавието 4. Значи, ние сме добри во некои поглавија, во надворешна политика сме добри. Може да прелетаме низ Таа ќе дојде, ние ќе кажеме да, ние продолжуваме по тој пат, ние даваме поддршка на европската политика во однос на украинско-рускиот конфликт, сакаме мирно решение, сакаме диалог, ќе помагаме контрибуција што може Македонија со својот бруто општествен производ проектиран 16,6 милиарди денари што треба ние да ги евра што треба да ги оствариме во 2025 година, тоа е тоа што ние можеме и тука ќе добиеме секојаш позитивна оценка. А друго, Урсула фон дер Лајен тие реченици може да ги повтори, да, ви имате преговарачка рамка, но тоа е на политички фолклор што сега се употребува. Ние едноставно нешто што не ни одговара како држава, како македонски народ, не можеме да го прифатиме. До тука е. Од тука натаму ќе градиме односи, ќе правиме некои вели реформите, па реформите се наши, македонски. За нас. За нас се реформите, тие се дел од еден пакет да бидеме ние подобри, поорганизирани, да создадеме пофункционални општествени подсистема и во формата на управување, и во економијата, и во културата. Тоа се трите општествени, а културата е се. И фактички образование, надградбата, тоа е се е тука, здравството се. И ако тоа го сватиме така, тогаш ние ќе си продолжиме да работиме сами со укажување кои се тие наши слаби точки, нели, оние точки на кои што треба да работиме, и тоа е тоа, ништо тука нема, но ме боли што одредени медиуми, одредени новинари, медиумите се сила, пазите, тоа е петата сила. Моќта. Да, моќта имате, извршна власт, председателска, имате правосудна, имате парламентарна, имате медиумска власт. Тоа се петте оски на моментот на тој демократски плурален амбиент на либерална демократија. И сега кога е тоа така, дајте тогаш
да градиме еден однос вистински, без флоскули, без наметнување, да правиме финти. Знаете што, Тоа е тоа, треба да Ѓорчев, кажеме со вистински зборови да не врзани им се устите, бидејќи тешки пари се дадени од длабоката држава. 280 милиони долара. Што зборим на Беа почеток на дадени. емисија? Имаш обвинителство. Нека докажат, нека процесурат и нека... Со тоа што Така е. во Закон контекстот имаме за сецове, закон имаме за се. Значи и за сите злоупотреби, и сите грешки, и сите проневери, и за перење пари, и за работење, има закон која става државата во подредена положба, одговара врз член тој. Ние имаме закони за се. Но на крајот тоа што амбасадорот го спомна и што зборуваме цело време, најголема грешка кај нас е што се зависи од човечки фактор. Што значи тоа? Со исти закони. Директор Трајче и директор Петко имаш две различни слиги, небо и земја. Две вертикали. Така, а знаеш зошто е тоа така? Затоа што ние не успеавме, јас тоа го имам зборувано на неколку гостувања во неколку колумни, ние затаивме на моментот контролен механизам. Што значи тоа? Па сами ние двајца знаеме дека најголем дел од надзорните што сме ги поставували или што ги имаме биле фарса. Зошто? Надзорниот ќе дојде еднаш во година, ќе види ова, зима хонорар и на локално ниво и на национално. Вие знаете што е надзор, бе? Надзор треси. Ревизија, ќе ти направи ревизија извештај, сега јас гледам во државни институции, вика, ако викнеш државен ревизор, ти ја прегледува тековната и една година минус. Па Маријан ако бил 10 или 12 години директор. Као ќе му ги проверам 2, 3, 4, 5, а вика треба 5000 евра платите. Што мене директор го ме стат, кај ге не да ме 30.000 евра да го проверам Маријан од почеток што правил. И сега знаете што правил луѓето, на почетокот ќе направи, ајде да не употребам некој збор салата, задните една-две ќе внимава или по обратно кај нас има случај, кој знаат дека пагаат од вас, тогаш па прават ломпа, после да имаат со што да се пазарат. Со автопатите, кај беше најголемиот проблем? Да, беше цената, беше изведбата, беше се. Ама знаете кој го доби надзорот за автопатите? Фирма Гајки што правила. И се тебе ти конкурира фирма као во македонски стандард као Гимшо е пример. Ти конкурира некоја таква сериозна фирма со стручњаци ова и овој го добива надзорот од 30 и нешто милиона евра, фирма што произведувала гајки. И тој треба да го прави надзорот. И тој вика, ма не се закира, вика, Цобе ќе го ангажирам, Маријан ќе го ангажирам, по кој цени? И сега гледаме кој се Трајановски излегува, дошле му фактурирале нешто кој се рекол, а не, ама дека е коце, а да било некој друг? Ќе помине. Ќе помине. Тој ќе дај, еве, зошто ни се случуваат проблеми со патиштата и со се? Тој е водел локална самоуправа, јас по збирни околности сум учел и средно градежно, па знам некои работи. Имате стандарди, улица, дали е локална, дали е градска, приградска, споредна, се знае која дебелина треба да биде. Асфалтот. Еса, и со 8 сантима. Па вие знаете што значи, пример, ако улица е 100 метра. Ако треба 8 сантима, вие сте ставиле 4. Па вие пола пари сте ги спакували. Овој наплатил за 8, сигурно не дал. кој ќе направи ревизија? Надзорот! Надзорот ме човек како кој? И за Ивичњакот, и за вас во Се жалеа луѓе за Скопје 2014 како се градел театарот МНТ. И ја викам, ја не знам зашто го малтретирате Маријан, Никола, мене. Абе има надзор. Тој надзор подпишал. Тој подпишал дека ова е направено од мермер. А тоа било стиропор со глазура. Надзорот гонете го. Шо ја гоните министерката, шо го гоните премиерот? А ако некој попуштил и направил некој удурма, па тогаш сите се криви. На крај крајот, мене дојдете вршете ми притисок, јас ќе прекаво ми вршиш притисок. Ама ти штом како фирма за објект кој вреди 40 милиони евра, ти си наплатил 800.000 евра единствена на задача за 800.000 евра или за 500.000 евра, единствена задача во периодот 3 до 5 години кој се градело, да наблюдуваш и да констатираш дали е така по проектот. Значи ти друга работа, надзор е тоа. Надзор е тоа. И па сега, ние во надзорот пишува овде пишува вода, а ти си ми ставил од канализација турено, а испија, вика. Чекај, на надзор прошла? Ако прошла, јас ќе испием. Ама ако ми се случи нешто, ќе оттужам надзорот. Пошто надзорот ми гарантирал. Значи, ние имаме проблем со заштитните механизми. И ова многу луѓе не ми е јасно како не ми е, него му е ако бил дали јасно, на други ми е јасно. Значи, надзорот контролира. Кога имаш проблем, удираш по надзорот. Надзорот рекол дека ова чаша стаклена, да. Ако е пластична, надзорот е крив. Ја не ќе да проверувам. Дали надзорот што требаше да ја испита таа кражба од 32 милиарди буџетни средства, може да се речи со ова промена на обвинителската и судската власт и новиот тим
тој надзор. Председателот на владата најави дека по изборите ќе има и промени во владата на Република Македонија. Колку е тоа нам неизбежно и многу корисно и важно? Па, видете, нормално е дека после година и пол работење се гледаат контурите на успехот во одредени области и се гледаат контурите на неуспехот. И, да речеме, јас сум бил во влада кога имало на секој 6 месеци Георгиевски правеше реконструкција. Точно во тие ресори кај што имаше проблем, ги менуваше, ставаше други луѓе. И во тој контекст мислам дека е целисходно и упатно е да се направи една таква, би рекол јас дека е освежување во насока на барање квалитетни кадри, и пак се многу работа зависи од првиот човек, заедно со институционалните реформи, она за што говореше Александар, дека треба да се зајакнат тие, не само да се дефинира целта, не само организацијата и функцијата, туку и контролниот механизам. Четвртата секоја компонента на општествена акција содржи цел, организација, функција, контрол. Ако вие немате контролата, немате ништо. Значи, јас сум убеден, познавајќи го премиерот Мицковски, дека е човек кој што си го држи својот збор, тоа што го кажал до сега го исполнил и во како предизборно ветување и сега во текот на мандатот. Сигурен сум дека ќе направи тим кој што ќе продолжи во следните 2,5 години да носи плодотворни резултати за Република Македонија и за сите македонски граѓани, и во тој контекст немам двумење дека и во тој дел победата на локалните избори ќе даде уште еден импулс да одиме како држава напред. Да. Александар, ова е твоја камера. Ни остана уште неполни 3 минути. Ја би те замолил една и пол минута, една порака до гледачите. Ова е твоја камера. Порака до гледачите, до сите граѓани на Македонија. Останете доследни до себе, покажете дека имате вредност, излезете од стегите кои ги имате, да размислувате ограничено и себично, размислите за најдоброто решение кое треба да го донесете како одлука на овие локални избори. Едноставно, изберете ги оние кои знаете дека ќе работат на терен, ќе го испорачаат тоа што го ветиле и ќе бидат додадена вредност. Да покажеме малку повеќе родолюбие, да си ја сакаме државата, да си ги сакаме градовите, селата, населбите во кои живееме, да почнеме од себе да не фрламе ѓубре на сите страни, да не си ги малтретираме комшиите и да не дозволиме личните фрустрации да не го растурат расудувањето за тоа што е добро, а што не. Да си ја сакаме Македонија, една ни е. Благодарам. Амбасадор, тоа е ваша камера. Па јас би порачал една наједноставна порака. Изборите, локалните избори се вистинска демократија. Имате можност преку собери на граѓани, па дури и преку референдум, преку учество во местните заедници, да разговарате со вашите градоначалници, со вашите советници на локално ниво, и затоа изберете ги оние луѓе, вистинските луѓе, со кои што ќе може да соработувате, да градите еден подобар живот во вашата улица, во вашето мало, да го поддржите вашиот спортски колектив, да изградите подобри училишта, подобри градинки, сето тоа да биде за добробит на заедницата, на таа општинска заедница во која што живеете, а тоа може да го направите со гласање за оние личности во кои што верувате и кои што сметате дека ќе ја водат и вашата општина и цела наша Република Македонија во подобра иднина. Ви благодарам многу што бевте заедно со нас. Ви честитам 11. октомври, утрешниот празник. Со тоа што наистина спроти големиот празник 11. октомври восстанието на Македонија, во кој македонскиот народ несебично излезе да се бори за својата слобода и дада многу илјадници жртви за денешната Македонија. Затоа, почитувани, им благодарам на 20-та, верувам дека ве остави да останете на овие фреквенција, нова фреквенција, и реков дека сме во исти термин со фудбалскиот надпорар, но сепак и таму се брани Македонија и тука здушно се брани Македонија. Бите живи и здрави, утре во 22 часот, токму на 11 октомври, репризата можете да гледате и вечера можете за час и половина на YouTube да ја имате. Поздрав до нашите македонци во Америка, Канада, Австралија,
речиси цела Европа, Турција и дел од бившата Југославија, Србија и Босна и Херцеговина. Пријатна вечер. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.